Исказите на сведокот Тулеј Красники на рочиштето за Титаник 3 ги подгреа со мнежите на специјалниот обвинител Љубомир Лапе дека некој влијаел врз неа. Во СЕО рекла дека била исплашена од агресивноста на сега обвинетиот Исмет Гури, а денеска тврдеше дека не го познава. Не се сеќава ниту на записникот од пред една година и дека на него не стои нејзин потпис. Сепак и покрај инсистирањето на обвинителот рече дека никој од судницата не и се заканувал, заради што не реагираше ниту судичкиот совет, кој што заклучи дека сведокот делува мирно и може да побара мерки на безбедност. Алими и Гури си заминаа по распитот на 5 сведоци, но одбија да проговорат. Во нивно име зборуваше адвокатот според кого никој од присутните во судницата не се заканувал на сведоци. Во однос на сведоците, значи беа јасни и гласни дека кажаа дека ниту обвинетите кои што се во постапката ниту биле во контакт, ниту било кој им вршил притисок. Красники е клучниот сведок на СЕО во обвинението за уништување на изборен материјал против координаторот на пратеничката група на ДУ Ејуп Алими и Исмет Гури, тогашни функционери на општинската изборна комисија во општина Чаир. Во новиот суд, пак на половичното рочиште кое се прекина заради обврските на обвинетиот пратеник Илија Димовски во собранието, се слушаше нов сет аудио снимки, во кој што одново поранешните министри Милијана Киевски и Гордана Енкуловска разговараат како да го одложат гласањето на луѓе кои авионски со автомобили пристигаат на аеродромот во Охрид во 2013 година. Може ли, Миле, да се јавиш и да се договориш со ТАФ, да ги задржат некако патници во Цирих? 2 авиона ни се критични, денеска доаѓаат. Едниот да го сопреме, добри сме. Речи им на ТАФ, нека го зашуткаат авионов, нека се задржат на писта 15 минути, нека ги вадат бавно патниците, движењето по скали нека го успорат. Додека не се вештачат снимките, Јана Киевски одбива да ги коментира разговорите. Во Титаник, тие, но и Никола Груевски и други поранешни функционери се осомничени за злосторничко здружување, повреда на избирачкото право, повреда на слободата на определување на избирачите, подкуп при избори и гласање, уништување изборен материјал и злоупотреба на средствата за финансирање изборна кампања.